Светлопис раскази за деца. Посета на манастирот Свети Наум Охридски. Рано наутро, додека градот се уште се будеше, Охридското пристаниште беше полно со смеа и радосни чекори. Децата се собира едно по едно, со шарени ранчиња на грб, капчиња на главите и очи што блеска од возбуда. Белиот брод тивко се нишеше на водата, како да ги повикува. Езерото блескаше како сино стакло, а првите сончеви зраци нежно го пакнуваа градот. Со брод ли ќе одиме? Радосно ли извика едно момче. Да, се насмевна учителката. Ќе пловиме по езерото се до манастирот Свети Наум. Бродот затруби тивко, ежињата се одврзаа и патувањето започна. Бродот полека се оддалечуваше од пристаништето. Децата се наредија покрај оградата и гледаа како градот останува зад нив, се помал и помал. Пред нив се отвореше широко мирно езеро. Над водата летаа галеби, а во далечината се гледаа зелени ридови и високи планини. Бранчињата нежно удираа во бродот, како тивка приспивна песна. Езерото е како огледало, рече едно девојче. Како бајка, прошепоти друго дете. Учителката тивко додаде. По овие води некогаш повел и Свети Наум. Тука се молел и ги поучувал луѓето. Бродот продолжи да плови, носејќи ги децата кон едно свето и тивко место. Полека бродот се приближуваше кон брегот и одеднаш пред нив се појави манастирот. Бел, тивок и обвиен со зелени дрвја, како да излегол од некоја стара приказна. Штом слегоа од бродот, децата спонтано замолкнаа. Се слушаше само шумот на водата и песната на птиците. Зошто тука е толку тивко? Шепна едно дете. Ова е место на молитва и мир, одговори учителката. Децата чекореа полека, како да не сакаа да ја нарушат тишината. Пред високата манастирска порта групата застана. Сончевите зраци тивко се пробиваа низ дрвјата, а оддалеку се слушаше шумолењето на водата од изворите. Децата се сместија блиску едно до друго, некој на тревата, а некој на ниските камени ѕидчиња. Учителката зборуваше тивко, но јасно, како да не сака да го наруши мирот на местото. Овде, деца, започна таа, пред многу години живеел Свети Наум. Тој бил добар и мудар човек, кој ги сакал луѓето и секогаш бил подготвен да им помогне. Свети Наум ги учил луѓето да бидат трпеливи, да си помагаат меѓусебно и да не се караат. Кога некој бил тажен или болен, тој го тешел и се молил за него. Ветрецот нежно ги раздвижи лисјата, а во дворот настапи тишина. Најмногу од се, продолжи учителката, Свети Наум го сакал Бога. Секој ден се молел, а неговата молитва била тивка, но силна. Луѓето велеле дека кога се молел, на ова место владел посебен мир. Едно девојче тивко прошепоти. Затоа тука е толку убаво. Учителката се насмевна. Токму така. Затоа и денес, кога доаѓаме овде, чувствуваме спокој. Ова не е само стар манастир, ова е место каде што срцето се смирува. Децата замолкнаа, седеа тивко, како да слушаа нешто што не се слуша со ушите, туку со срцето, и никој не сакаше да ја наруши светоста на моментот. Внатре во манастирот имаше едно посебно место. Учителката ги поведе децата до гробот на Свети Наум. Децата пристапија и еден по еден става уво на мраморната плоча. Слушам, како срце, прошепоти едно дете. Така велат, рече учителката. Се вели дека срцето на Свети Наум се уште чука од љубов кон луѓето. Очите на децата заблеска од чудење. По тивката молитва децата излегоа надвор. Покрај манастирот течеше бистра вода, а пауни се шетаа гордо меѓу дрвјата. Децата се насмеа, трчаа и ги гледаа шарените пердуви. Природата беше жива, но тивка, како да ги чуваше сите. Ова е најубавата екскурзија,
извика едно дете. Потоа се прошетаа до изворите на Црн Дрим. Водата беше бистра, тивка и жива. Се качија во мали чамци, а веслата нежно ја сечеа водата. Рибите пливаа под нив, а птиците летаа над главите. Кога сонцето почна да се спушта, децата повторно се качија на бродот. Манастирот остана зад нив, обвиткан во златна светлина и мир. Бродот тивко пловеше назад и езерото повторно ги пригарнуваше со својата сина тишина. Некои патувања не носат само на далечни места, туку и поблиску до добрината во нашето срце. По молитвите на Свети Наум Охридски, Господ да не помилува и спаси. Амин. Светло пискано за деца.